Топ тема, добро вечер. Проекти, визии, ветување. Соочување на изборните програми на кандидатите за градоначалници, кои финалната битка за доверба ја водат во вториот круг во неделя. Вечерва со нас се кандидатите за градоначалник на Валандов. Добро вечер и добре дојде во топ тема за Перо Костадинов, кандидат на коалицијата предводена од СДСМ, и Ѓоко Камчев, коалиција Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН. Добро вечер, благодарам на поканата. Добре дојдовте во топ тема, 90 секунди за одговор на секое прашање и потоа по 1 минута за реплика и контрреплика. Двајца сте и нема да бидеме ограничени само на една, а за праведната и соодветна распределба на времето ќе се грижа јас. Претходно неколку две кратки прашања и за едниот и за другиот, на кои што немате право на реплики. Господине Костадинов, би почнал со вас. Се борите за трет мандат, но бројките покажуваат дека го изгубивте мнозинството во Советот. Иако лично имате повеќе гласови од советничката листа, во првиот круг заостанувате зад околу или само 140 гласа за вашиот против кандидат. Бидејќи ова е поход условно за трет мандат, се прашувавте ли што затаи во кампањата, а може би и во практикувањето на власта во минатото? Вака, би започнал најпрво со ова. Јас мислам дека граѓаните секогаш го даваат вистинскиот избор и вистинските пораки. Ние мораме нон-стоп да учиме од граѓаните што сакаат да ни порачат и како ние да се однесуваме. Во суштина, нашите пораки беа кон единство и кон повикување на граѓаните да градиме една демократска локална заедница, и драго ми е што изминатиот период, еве и од 8 години наназад, сите сме сведоци на тоа колку, па дури радикалната демократија во Валандовското милје едноставно функционира. Во вториот изборен круг продолжуваме уште по засилено да ја ставаме на пиедестал општината која што треба да биде на сите и институциите кои што треба да бидат на сите. Сме сведоци како се злоупотребуваат во одредени моменти одредени институции, како се користат за одреден партиски инженеринг, но ги повикуваме еве уште еднаш на самиот старт сите граѓани да изберат проверено за Валандово. Двајца кандидати сте и во ова, и бевте и во првиот круг и во ова општина ги нема оние стандардни калкулации меѓу двата круга, кој кого ќе поддржи, иако ако се видат советничките листи, може да се препознаат она што во овој период на пресметки нели се нарекува резервоари на гласови. Тесна разлика, се почнува од нула, но ако не пресврт, од кого очекувате дополнителна мобилизација? Очекувам од сите граѓани. За прв пат во поновата историја на избори во Валандово видовме и голем број на неважечки ливчиња, значи тоа е порака на граѓаните до нас и политичарите, но и политичките партии, така да јас во секој еден момент се обраќам на секој еден гласач, односно работам за секој еден граѓанин и очекувам поддршка од секој еден граѓанин. Благодарам. Господине Камчев, може би нема да се согласите, но бројките тоа го покажуваат. И факт е дека во Валандово, меѓу другото, во првиот круг победи и слабиот одзив. И вие исто како и вашиот против кандидати имате повеќе гласови од партиската листа, но еве, и вие не успеавте да мобилизирате доволно одзив, иако оваа битка не ви е прв влез во политиката, сте биле во локалната власт, сте биле пратеник, а влегувате во изборна битка и од една многу значајна позиција од каде што може многу да се придонесе реално за не само за Валандово, многу повеќе може би за вкупниот регионален развој.
Се преиспитувате каде се причините што победи и одзивот? Немањето одзив од нас. Во секој случај, за понискиот одзив од вообичаено на локалните избори, секако дека причина е поголемата иселеност на граѓаните од општината. Последните избори не се репер, бидејќи се случува во празничен период, односно тогаш последните парламентарни и председателски избори, кога поголем број наши сограѓани беа овде во државата и во Валандово присутни и го дадоа својот глас. Сепак сметам дека одзивот е рефлексија можеби и на тоа дека граѓаните не успеале да направат избор за кого да гласаат. Еден дел има и такви веројатно. Ние сме политиколози, знаеме од повеќе аспекти да ги погледнеме бројките и да носиме одредени заклучоци. Сепак сметам дека во вториот круг и очекувам да имаме поголема излезност и граѓаните да одлучат кој ќе биде нивниот градоначалник во наредните 4 години. Можеби според мене факт е и тоа дека прилично касно, прилично доцна бев изваден како кандидат од мојата партија и имав некои 45-50 дена да се представам пред граѓаните. Можеби и таа е една од причините. Сепак со оваа дополнителна кампања од 2 недели ќе успееме да допреме до што е можно поголем број на гласачи и едноставно да им дадеме, да им овозможиме подобро да ја видат нашата визија за развојот на општината за наредните 4 години. Од каде ви очекувате дополнителна поддршка или дополнителна мобилизација? Еве ќе дополнам. Факт е дека ако ги следиме локалните избори низ годините наназад, ќе видиме дека на нив имало значителен број на неважички ливчиња. Еве, така да ја подсетам јавноста, посебно валандовската јавност, во 2005 година, можеби и поради лошиот изглед на избирачкото место, тогаш имаше дури 728 неважички ливчиња за советничката листа, а за кандидатите за градоначалник 546. Тоа е можеби дури двојно повеќе отколку на овие избори. Секако дека во однос на тоа нашите партиски штабови работат секојдневно, ги следевме изборите на првиот круг, имаме информации за тоа кои граѓани не излегле, кои од причина не биле присутни овде, кои од некои други нивни лични причини. Се надевам дека тоа би бил резервоарот на гласови на кои што ќе се обидеме да му објасниме дека имаме подобра визија, имаме подобра програма и да ги убедиме во вториот круг да гласаат за мене. Ви благодарам и на двајцата. Прва пауза за реклами и потоа почнуваме со соочувањето на вашата изборна понуда. Првото прашање е извлечено од спецификите на вашите две кампањи и можеби малку различни, но се обидов да го издвојам она што е главна порака која што ја испраќате. Господине Костадинов, почнуваме со вас. Велите да продолжиме проверено за заедништво во Валандово. Дали тоа значи дека вашиот кандидат нуди неизвестност и потикнува делби? Вака. Би започнал еве и со тоа во првиот дел што го спомна господинот Камчев, а тоа е дека имал малку време да се представи пред граѓаните на Валандово. Мислам дека он е доволно познат за граѓаните на Валандово, се занимава интензивно во општествениот и политичкиот живот во нашата локална заедница, еве од 2005 година целосно. Значи во прашање се околу 20 години активен политички живот, речиси на сите клучни функции преку кои што може да се придонесе за развојот на Валандово. Граѓаните биле сведоци на тие времиња, значи зборуваме за едни веќе дамнешни
времења, а биле сведоци на кој начин ја третираме и како се однесуваме ние со локалната заедница и со локалната заедница. Провереното е навистина можност во Валандово да се живее навистина слободно, да се живее мирно и стабилно, да се живее демократски, да се почитува мислењето на секој еден граѓанин, а ние како креатори и носители на локалните политики да се прилагодуваме на граѓаните. Проверено е тоа што периодот зад нас Валандово беше под опасност да биде рударско окно, а граѓаните заедно, почнувајќи со собирање на потписи преку референдум, еве сега до последната одлука на арбитража, успеа да го заштитат Валандово и да дозволат Валандово да се развива во основа врз своите компаративни предности. Благодарам. Господине Камчев, во програмата порачувате: време е Валандово да биде општина што не заостанува и што оди напред. Во што заостанува Валандово и споредено со што? Факт е дека општина Валандово во последните години тапка во место. Еве самиот факт дека мојот против кандидат од изборите во 2021 има изгубено повеќе од 1000 гласови, значи повеќе од 1000 наши сограѓани го дале својот глас за него како кандидат на изборите 2021. Тоа е најдобриот показател дека Валандово не се движи во вистинска насока. А со тоа дека цело време кога немаат идеи, кога немаат проекти кои што се реални, се зафаќаат со темата за Казандол, сепак да не заборавиме, тоа е пред десетина години, значи ние живееме во 2025-та, не во 2015-та. Исто така, да бидам искрен, кога се зборуваше за рудникот, во тоа време беше на некој начин да се донесе некој си економски развој. Сме погрешиле во таа проценка, иако референдумот не беше успешен, сепак беше прифатена одлуката на граѓаните и тој рудник, например, не постои. Никој немал намера Валандово да го прави рударско окно за да му нанесе штета, туку биле тоа искрени наши идеи за некој си економски развој. Но што се случи после тоа? Се случи безидејност, што ги заменија тие предвидени работни места, што ги замени политиката која што спроведуваше СДСМ и градоначалникот Костадинов во тој период. Благодарам. А реплики и контрареплики? Апсолутно. Поверете? Значи, отварање на рударски комплекс не значи можност да кажеме сега сме погрешиле. Не, тоа е менување на иднината на Валандово. Значи, тоа не дискутираме ние за отварање на некој преработувачки земјоделски капацитет, за да кажеме дека можевме нешто друго да отвориме. Дискутираме директно за една од најеколошките општини во државата да се претвори во рударски и град и во рударска општина. Според мене е безсмислено ние сега да дискутираме за нови водоводи, за чиста и здрава вода, да дискутираме за проекти поврзани со одредени канализациони системи или слично, кога Валандово беше под опасност да биде, и тоа самата студија си стоеше, да биде раселено, да биде цело населено место Казандол да биде раселено, и затоа не можете за ова да го кажете тоа на овој начин. Една минута за одговор. Пак ќе повторам, кога немаат вистинска понуда, кога не го реализирале оне што го имаат ветено со програмите од 2017 и 2021, посегнуваат по Казандол. Еве, што направија во овие изминати 8 години, од кои што 7 беа заедно со нивна државна власт, односно нивната партија беше државна власт. Мојот против кандидат беше во одреден период дури и подпредседател на таа партија, која што знаеме како заврши на последните избори. Нека ни кажат што тие направија за општина Валандово во поглед на развој на економијата. Имавте ветено уште во 2017 година проект 50-500. Еве, валандовската јавност сака да знае до каде е тој проект. Иако сите знаеме дека тој проект воопшто и не е започнат. Че нашата економија факт е дека е на најниско ниво во последните 20 години.
имаме најмал број на регистрирани фирми во овој момент во Валандово. Голем број на капацитети се затворија. Тоа треба да им го одговориме околу иднината на граѓаните. Имате, бидејќи почнавте контрареплика и реплика воедно, имате уште минута доколку сакате и потоа ќе одговори. Ако е тоа прашањето, може да преминеме. Значи, моето прашање, едно од прашањата, не лично на мене да ми одговори, тоа треба да го одговориме пред сите заедно пред валандовската јавност. Значи, што се случи со нашето земјоделство? Што се случи со нашето стопанство? Зошто е на толку ниски гранки? Зошто огромен број на наши сограѓани тоа млади ќе го имаме луѓе... и тоа и второто прашање еве можност за одговор околу проектот како се видите. 500. Навистина е дегутантно мене да ме прашува човекот кој што имал можност сам да одговори, не само на себе си лично, туку и на сите граѓани да одговори што се случувало со поедини области во Валандово. Значи, што сме направиле ние? Ние прво, јас јавно сум излегол на оваа телевизија, беше дебатата, и сум рекол дека доколку не се затвори рударскиот комплекс Казандол, ќе се поднесам оставка од функцијата градоначалник. И како прво, ние сега за да дискутираме за земјоделие и за да дискутираме за одредени инвестиции, го заштитивме опстојот на валандовчани, на цело население и на цело граѓанство на Валандово. Тоа го направивме прво. Потоа, ги ослободивме институциите. Знаевме како се користеа институциите во Валандово и знаевме и стопанството и бизнис секторот под каков притисок беше. Тоа во моментот не се случува. Значи, во Валандово се живее слободно и се живее апсолутно демократски. Инвестициите кои што ги имаме во сите сфери и носењето на сите стратешки документи и урбанистички планови можат граѓаните да ги видат. Па за прв пат во Валандово ви се гради зграда. За прв пат се подготвени толку многу нови индустријски зони. И колапсот за кој што зборувате на валандовската економија не е точен. Колапсот на валандовската економија беше претходно и знаевме на кој начин се третираа истите тие бизнис субјекти. Правилен одговор. Пак ќе повторам и по трет пат за да им биде јасно на јавноста, кога немаат идеи се служат со празни флоскули. Тоа е за жал политичката матрица. Не можеме тоа да го промениме. Факт е дека Валандово во овој момент има многу слабо стопанство, скоро и да го нема, економијата е на колена и сега не можеме тоа да го замениме со зборови. Да кажеме дека е супер, дека градот и општината одат напред, дека имало проекти за нови индустријски зони. Еве, на пример, двете зони во Раброво и во Јосифово се сработени во периодот кога јас бев претседател на Советот од 2009 до 2013. Кои урбанистички планови ги имате завршено, колега почитуван Костадинов? Кои урбанистички планови? 17 започнати од претходното владење до 2017, 2 или 3 имате реализирано. Јас не гледам нови стопански капацитети во Валандово. Сите граѓани гледаат како се затворија неколку поголеми компании во Валандово. Не знам од каде ги гледате, веројатно не живееме на исто место. Кои се тие компании, кои се тие објекти? Благодарам, поведете. Тоа не е јасно. Сработувањето на тие индустријски зони, како што рече почитуваниот Камчев, е само продажба на парцелите. Инфраструктурното обезбедување на тие индустријски зони се случува сега, односно во последните 8 години. Таму беше во најголема мера завршена само продажбата на парцелите, а не создавање на индустријска зона. Индустријска зона значи кога ќе има инфраструктура, кога ќе има улици, канализации и водоводи. Ние се уште работиме на тој план на конкретните две индустријски зони, а сме започнале процес и на нови индустријски зони. Една исклучиво за земјоделство и за развој на нашата примарна дејност, што ја имаме и како компаративна предност, а другата со малку пошироки можности за развој на нашето не само локално, туку и регионално стопанство. Околу урбанистичките планови, ако ми дозволите. Само 15 секунди ќе одам со второто прашање кое што се однесува конкретно на градот Валандово и населените места немаа на сила ниту еден урбанистички план.
во моментот градот има урбанистички план пред 4 години и се работи на деталните планови. И тоа граѓаните и вие кога поминувате низ Валандово можете да го видите со сопствени очи. Но, пак ќе кажам, се што се обвинува за овие 8 години во Валандово, истиот одговор треба да го даде и тој, бидејќи тогаш бил пратеник, што направил по однос на развојот на Валандово. Повелете контрареплика од една минута, а потоа одиме со околу 9 месеци бев пратеник. Вие како градоначалник треба да одговорите многу прашања пред граѓаните на Валандово. Не со вакви извртувања на вистината. Ке ме молам, говорете ја вистината. Кога ќе поминете низ Валандово, сите знаеме од Валандово. Тој дел си е така уреден, а ако се спуштите 200 метра надолу, ќе ги видите преполните контейнери, нечистите улици, дупките по улиците нагоре низ градот. Зошто кога и вие се движите низ градот, ги избегнувате улиците? Кажете ми што имате направено за градот за 8 години? Уште колку вам ви е потребно? Уште 18 ви е потребно за да постигнете некакви резултати за градот и за општината. Ако, например, тие индустријски зони не биле завршени, во нив имаше и стопански капацитети. Имаше компании кои што работеа. За жал, добар дел од нив или драстично ги имаат намалено производството, или се веќе заминати од нашата општина. Одиме со следното прашање кој што ќе ви овозможи да ја продолжите оваа дебата. Многу од условите за економски развој на општината зависат од политиките кои ги креира централната власт. За жал, што и да смислите, што и да понудите, не можете да ги вратите старите, добро познати земјоделски комбинати во различни сектори кои го одржувале градот, туку визијата треба да ја барате на други места. Имајќи предвид дека Валандово е претежно земјоделска општина и развојот зависи претежно од политиките и условите кои што ги креира централната власт, што вие како граѓани можете и ќе направите конкретно за поддршка на локалниот економски развој. Овој круг, втор круг, почнува со вас, господин Камчев. Минута и пол за одговор. Секако дека тоа е многу значајно прашање за граѓаните на целата општина Валандово. Во минатото, како што испоменав, во делот на локалниот економски развој има една дупка во развојот од 8 години. Значи, Костадинов и неговата партија додека беа 7 години заедно и на локално и на државно ниво власт, буквално ништо не направија за општина Валандово во тој дел. Ке имаме многу работа, преговараме, односно лично преговарам со две компании кои што ќе инвестира во веќе затворени стопански капацитети и очекувам да бидат вработени некаде околу 200 луѓе кои што ќе имаат малку повеќе повисока плата од она што е во државата. Ќе ви додадам на времето, морам да ве прашам во кој својство преговарате? Во својство на пријатели и веќе во тој дел тие два стопански капацитети, луѓето се во едниот го има откупено едниот стопански капацитет, а другиот има намера да купи веќе затворена таква фабрика. Инаку ако ја погледнеме програмата во претходните два мандати на мојот против кандидат, ќе видиме таму како заживеат Анска река, Фиов, не знам, монополот требаше да биде Кам за мигранти, така викавте да биде мол. Не знам, трговски центар некој. Добро. Костадинов, минута и пол, истото прашање. Што како градоначалник може и ќе направите конкретно за поддршка на локалниот економски? 8 години наназад и ќе продолжиме во истиот правец, работиме на создавањето на условите кои што може да го обезбедат забрзаниот локален економски развој. Сега зборува, например, мојот против кандидат за Анска река, пред неколку месеци, односно кога се носеше буџетот на државата за оваа година која што е тековна,
Владиното мнозинство, вклучувајќи го и пратеникот од Валандово, гласа против пречистителна станица во Валандово, а првата фаза веќе тече и ние работиме на тој. Но да ги дообезбедиме средствата, сакаме заедно да работиме за Валандово и јас го повикувам и Ѓоко и сите други да се вклучат и сите заеднички да работиме за развојот на Валандово, за да ги создадеме условите. Ние не смееме да си правиме меѓусебно сопки и обструкции, служејќи им на нашите господари. Јас никаде не избегнувам да се движам низ Валандово, вклучувајќи и улиците и дупките кои што ги зборувате на улиците, кои што намерно ги исцениравте за да можете тоа да го зборите во кампањата. Знаете што? Упорни сме за доброто на Валандово, да успееме да обезбедиме Валандово да биде на сите и заедно да се движиме напред. Џабе, ние тука ќе дискутираме кој направил повеќе за Валандово. Вие сте цело време на функција. Сте можеле да правите и се уште можете да правите нешто за Валандово. Ако ние тоа не го правиме заедно, Валандово е потребно да функционира секој човек без никаква поделба, со масовно заедништво и со слога и верба во прогрес, а не вака, со политиканство. Пред да почнете со реплики и контрареплики, во само 30 секунди нема да го менуваме тајмингот и двајцата, бидејќи не одговоривте директно на прашањето, ја разбирам потребата и ќе ви овозможам меѓусебна дебата, меѓутоа за граѓаните. Прво вие па вие. Што конкретно ќе направите за поддршка на локалниот економски развој? Ние продолжуваме со носењето на останатите стратешки документи во општината, односно на урбанистичките планови и подготвувањето на подлогата за развој на бизнисот во Валандово. Бизнисот ќе биде целосно како и што беше ослободен од секакви закани, пазарни инспекции, притисоци, слугување на партиите и слично, нормално ќе функционира. Ќе продолжиме со градење на инфраструктура на секаде во секое населено место. Клучните потреби и проблеми на граѓаните ќе ги решаваме, како претходно бил рудникот, а сега е пречистителна станица или друга инфраструктура, ќе ја обезбедиме. И мораме да ја обезбедиме заедно како партнери, а не како противници. Во 30 секунди, вашите проекти, а после ќе дебатирате на темата. Го слушав внимателно Костадинов, сметам дека она што го кажува, ама воопшто не кореспондира со реалноста во која живееме ние во Валандово. Иако имам премалку време да кажам што јас мислам во тој дел, ми беше ускратена можноста да имам контрареплика. Но сепак ќе имате сега. Јас бидејќи двајцата почнавте со меѓусебни напати, ви доделив по 30 секунди дополнително да ми посочите неколку проекти, а потоа следуваат дебатата. Локалниот економски развој е многу значаен. На тоа треба да работи еден цел тим на квалитетни луѓе. Значи тој тим во општината ќе го создадам од луѓе кои што имаат искуство и кои што веќе имаат покажано резултати во таа област. Имаме доста пријатели на Валандово, имаме доста луѓе кои што во минатото помагале на општината, секогаш ни се на располагање, затоа согласно позитивните законски прописи ќе овозможиме на инвеститори кои што во однос на својата инвестиција ќе прикажат дека не само што ќе инвестираат на долги стази, туку и ќе овозможат подобри работни услови и секако, што е многу значајно, подобри плати за вработените во тие. Значи, ќе ги искористиме можностите, ќе определиме локации каде што можат да градат своји капацитети и потоа да се надеваме дека ќе бидеме успешни во тоа. Благодарам. И двајцата се пријавивте за реплика, еве бидејќи бевте последен, прво господин Костадинов, потоа господин Там. Мене ќе ми треба навистина многу време јас да одговорам што се ние како локална самоуправа заедно со граѓаните сме направиле изминатиот период, иако мислам дека и граѓаните сами се свесни, не само низ Валандово, ни низ населените места и по најразлични области и дејности. Немој господине Камчев да мислите дека некој ви ја окупира можноста за дебата, ви ја оставам еве цела дебата да наброите што тоа вие сте направиле квалитетно и позитивно за граѓаните на општина Валандово целиот овој период додека сте биле на јавни функции и да ви ја оставиме цела дебата
верувајте дека ќе немате што да кажете, бидејќи сте оставиле едно големо ништо. Дебатата ја водам јас, вие сте слободни да си поставувате прашања, тоа е суштината на дебатата. Повелете, господин Камчев, прво одговор, а потоа имате и вие право. Иако немаме видено отчет со одредено спинување, вие што сте направиле? Почитувам Костадинов, вие што сте направиле, кажете ни? Вие сте два ни. мандата градоначалник, вие треба на граѓаните да им кажете што сте направиле. Вие немате отчет. Секој градоначалник влегува со програма, како што е ова, а не со некои 3D анимации кои што вртат по социјалните мрежи, влегува со програма. За жал, вие си изгоревте со тој принцип и објавивте програма и од неја не реализиравте повеќе од 2/3, веројатно. Има еден куп проекти кои што сте ги ветиле, а воопшто ги немате отпочнато и сега измислувате, демек, вие многу сте отпочнале, демек, после 8 години, само што не дошол животот за граѓаните, колку пак ќе повторам, 18, 20 години, колку ви е потребно за да го подобрите квалитетот на живење? Дали после првиот мандат, дали после вториот мандат, излеговте со отчет пред граѓаните? Почитувани граѓани, јас ви го ветив ова на изборите, ова го остварив за вас. Такво нешто ниту имаме слушнато, ниту имаме видено. Ако погледнеме, еве, за во овие 50 на дена успеав да остварам јавни средби со сите граѓани од целата општина. Одржав мини митинзи во секое поголемо место и во секое населено место одржав средби јавни со граѓаните. Зошто не излеговте тоа да им го кажете на такви јавни настани, бидејќи вие како што велите, граѓаните ви биле најзначајни за она што го работите. Ве молам, говорете ја вистината, сепак вистината не се розевите наочари кои што ги носите. Вистината е сосема различна. Валандово е далеку од тоа што вие го представувате на јавност, а тоа граѓаните добро го знаат. Повелете. Какво е Валандово и со што се бориме, вие имате големи заслуги за се тоа што се случува. Инаку, јас реков кога одговарав на претходното прашање, ќе ми треба повеќе време за да одговорам на тоа што сме направиле. Јас ви го поставив на вас прашањето вие да кажете што сте направиле, не кажувате ништо, инаку немам потреба јас да направам парче хартија, граѓаните се доволно свесни, ги чекорат тие улици, ги посетуваат тие детски градинки, ги користат тие канализациони системи за да знаат што сум направил, но еве да започнеме колку ни дозволува времето. Например, на полето на детската заштита е реконструирана за прв пат централната детска градинка во Валандово, е изградена нова детска градинка во населено место Брајковци, нова детска градинка во населено место Јосифово и потпишен е договорот и тече јавната набавка од страна на Министерството за труд за нова детска градинка во населеното место Пирава. Тоа се капитални објекти кои што го менуваат животот. Во образованието, речиси 50% од објектите се реконструирани во енергетски ефикасни објекти. Инфраструктура во секое населено место, речиси во секое село, едно камче да имаше поставено претходно, речиси, сум сигурен дека ние денес немаше да дискутираме за улици и за основна инфраструктура, но не било направено ништо претходно. Затоа прашувам, бил на сите тие функции, бил председател на Советот, тоа е иста одговорност како градоначалникот и можел да гради. Бил директор на јавното комунално предпријатие, можел да гради водоводи. Ке му дадам одговор, го чекав за ова да го ова како тема да ја постави, иако тој треба да одговори на граѓаните што одговорил, туку со празна флоскула ни кажува демек многу е направено, многу време ми треба. Значи, во моите мандати, како председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, како председател на Советот, како член на Советот, како пратеник, она што ние го имаме изградено заеднички, јас сум бил дел од тие проекти, вие не можете да го префарбате, почитувам Костадинов. Што е тоа? Зошто? Канализација целосно комплетно изградена во населеното место Пирава. Изградена канализација во Јосифово. Изграден колекторски оддел и втората фаза од селото Марминци за Бојмијата. Проект тежок околу 600.000 евра. Тоа добро го знаете. Од канализација во вашиот мандат единствено и само единствено изградивте една во населеното место Раброво. За какви канализации изборувате?
Во Валандово во 2005 година имаше 52 деца кои што беа згрижени во детската градинка во Валандово. Отворивме детски градинки во Пирава, во Јосифово, во Удово. А во Брајковци беше направена. Не ја изградивте вие детската градинка, немојте да ја замајувате јавноста. И брајковчани, и бојмијата, и граѓаните на општината точно знаат. Изградени беа 3 спортски сали во општината, како никогаш досега. До 2007 година во Валандово немаше ниту една спортска сала. Сега имаме 3 тенески терени, реконструирани игралишта, мултифункционално игралиште во Чалакли, реконструкции на сите училишта во општината, во најголем дел и комплетни реконструкции. Ако некој ве слуша, како да имате амнезија минатото. Вака се. Прво, господине Камчев, под јавни функции не мислам на вашата партиска функција што сте биле председател на комитетот на ВМРО, тоа апсолутно нема никакво влијание на ова што го дискутираме сега. Тоа е ваша партиска функција која што се имале во Валандово. Значи во моментот дискутираме за јавните функции на кои што сте можеле да придонесувате за Валандово. И што сте придонесле за Валандово, можеби вашиот успех е тоа што сте станале председател на комитетот на партијата во Валандово, но вакви работи да дискутирате овде навистина недозволиво. Како прво, договорот за детската градинка во Брајковци беше подпишан во 2018 година. Значи, како можете да кажете дека било направено претходно? Не е. Канализационите системи во Брајковци и Балинци беа направени во 2018 и 2019 година и продолжуваме со одредени краци кои што треба дополнително да бидат направени. Канализациониот систем во Раброво веќе го споменавте. Вие затоа ви реков, ако треба да дискутираме на полето на проектите, тука навистина немате шанси да дискутираме за тоа. Ви благодарам. Остануваме на полето на проектите и се надоврзуваме. Така ја терате и вие дискусијата. Валандово е специфична општина пред се поради таа така наречена жива комуникација со поголем дел од селата во општината, кои што со демократски речник се витални села, што генерално повлекува и подеднакво внимание и за селата, колку и за градот како целина. Кои се вашите клучни проекти со кои што ќе одговорите на растечките потреби на овие сограѓани? Овој круг со минута и пол одговор го почнуваме повторно со вас, Костадинов. Вака, водечка во мојата програма за наредните избори е дополнително повеќе да ги враќаме парите кон граѓаните и имаме еден сет на мерки кои што 10 милиони денари на годишно ниво за развој на мали и семејни бизниси, 5 милиони денари за граѓанските здруженија и организации, 2 милиони денари за пензионерите, зголемување на другите дотации. Општина Валандово има бесплатни детски градинки, ги помага маргинализираните групи, учениците, пензионерите, средношколците, студентите, се што навистина представува наша специфика и периодот на назад. Како што рековте и вие, Валандово има и поголеми населени места, како Пирава, Јосифово, Удово, Бојмискиот район, населените места. Има многу населени места каде што живее турската заедница во Валандово, каде што и во моментот градиме водоводи, каде што сме ја завршиле проектната документација за канализационен систем, например, во Чалакли. Да не ви одзимам од времето, но специфично е да се гради денеска во услови кога сите зборуваме за иселување, да има потреба од градење на градски на градинки во села е и благодарен предизвик. Апсолутно. И на нас ќе ни остане само уште една детска градинка, тоа е во некоја од населените места, најверојатно Чалакли, каде што живее турската заедница и општината да биде комплетно покриена. Валандово има таква специфика да има живи села,
да навистина и многу ми е значајно тоа што го постигнавме, да не ги делиме веќе селата подеднакво, да се инвестира во сите населени места, бидејќи секој си бара основна инфраструктура, било да се тоа локални улици, било да се канализациони системи, било да се нови водоводи. Нов водовод се гради во моментот во Калково, завршени се првата и втората фаза, најголемиот дел од третата фаза ќе биде реализиран сега. Значи многу животворни проекти се реализираат во моментот во Валандово. Благодарам, господин Камчев. Вашите 90 секунди, значи кои се клучните проекти со кои што ќе се одговори на растечките потреби на овие сограѓани, ваши сограѓани. Гледам се согласивте премолчано со мојата оценка дека всушност тоа е една од убавите специфики на Валандово, што има доста активни и демографски кажано живи села. Општина Валандово има 16 живи села во моментот. Едно е така помало, сите други се живи села. Добро е кога си верувате во тоа што го кажувате, сте постигнале одредено ниво. Се градело водоводи, во 8 години изградивте 500 метри, односно реконструиравте 500 метри од водоводната мрежа, која што е некаде околу 70 километри во цела општина, во сите населени места. Можете да ги слушаме прво вашите проекти, а потоа многу време ви дозволувам, ви давам доволно време за суштинска дебата. Повели. Оставите, мислам дека да си направам целина од се што кажувам, значи во 2007 година, еве кога Костадинов толку е насочен кон тоа што јас сум сработил во мојот животен век, го презедов комуналното предпријатие во Валандово. Во тој период, иако беше надлежно за Валандово и уште 3 населени места, сепак се наоѓаше во страшно тешка состојба. Во една состојба во која што не можеше да исплаќа плати. Имаше само 15 вработени. Од мај до октомври градот Валандово, Раброво, Чалакли и Дедели од мај до ноември има проблеми со водоснабдувањето. Луѓето се мачеа како да екзистираат нормално. Отидов во тоа јавно предпријатие, направив едно од најсилните јавни предпријатија во регионот, во потесниот регион околу нас, и во 2017 им оставивме јавно предпријатие кое што служеше за респект. Сега има проблем со исплата на плати, со вршење на одредени услуги, посебно околу собирањето на комуналниот отпад и така натаму и така натаму. Еве, во мојата програма, ако сигурно сте се подготвувале за оваа емисија, токму мојот акцент е ставен на реконструкција на водоводните мрежи во целата општина. Значи, почнуваме со Удово, со решавање на проблемот на Удово, Јосифово, Калково и Горна Мала. Ние имаме во Калково резервоар, сув резервоар, кој што во моментот до него нема доток на вода. Граѓаните повторно на Калково се соочуваат со немање на вода, посебно во летниот период. Како што вршиме посети на сите населени места, така ги посетив неколку пати граѓаните на Калково и тоа им е главниот проблем. Затоа им ветувам на граѓаните, бидејќи моето искуство, моите резултати во минатото покажале дека сум успевал да се справам со проблемите и за жал, бидејќи во општината, освен во тек што е изработка на техничка документација за канализационен систем во Чалакли, немаме едно вакво ливче од техничка документација. Сето друго. Ви дозволив и повеќе од тие 90 секунди. Реплика Костадинов и го отвараме кругот реплики, контрареплики и дебата и околу оваа тема. Повелете. Значи, кога сте го презеле јавното комунално предпријатие, за волја на вистината треба да кажете дека јавното комунално предпријатие стопанисуваше во најголем дел во тие години само со градот Валандово и со водоснабдувањето во градот Валандово, што исто така и не е законски. Во моментот јавното комунално предпријатие, комуналните услуги стопанисува со сите населени места, како што е пропишано и со закон, и се проверува и квалитетот на водата за пиење во секое населено место, а не како претходно.
Така да во тој период, додека сте биле на функцијата, сте можеле да ги градите овие водоводи, канализации. Што се зајде? Ако може сега, немаме потреба да покажуваме нервоза. Немаме потреба, како прво, бидејќи зборувате дека сте го оставиле јавното комунално предпријатие да биде во добра состојба или слично, тоа јавно комунално предпријатие не објавуваше ни јавни набавки. Изминатиот период ги превзема сите ингеренции од населените места, ги нуди сите комунални дејности. Во новата програма ветуваме дополнително селекција и канти и корпи за отпадоци за секое домаќинство, за да управуваме поквалитетно, да селектираме отпад и да го следиме трендот во модерните европски земјиште, така да на полето на комуналната хигиена општината има направено многу. Она што го зборуваше за Калково, навистина проверете, тоа е јавно достапни документи, подпишан договор уште во јули месец и веќе реализацијата на тој договор е во тек, значи третата фаза од изведбата на водоводниот систем таму во Чалакли е завршена проектната документација, во Валандово е исто завршена проектната документација за водовод и повелете во општината ќе ви покажеме дел од тие документации. Не знам кој ве брефира и на каков начин ве брефира, но едноставно сте погрешно брефирани. Господине Камчев, на една минута. Она што ќе го кажете, нормално дека мора на вас да ви одговара. Значи, од она што дали некој ме брифира или не, вие точно знаете дека во изминатите 8 години во реконструкција на водоводни мрежи немате скоро ништо вложено, дека се изградени водоводи и дека вие сте ги изградили за да тие населени места бидат дел од јавното комунално предпријатие, веројатно е некоја ваша замислена ситуација од која што не можете да излезете. Повеќе пати веројатно сте ја кажале таа невистина и сега дури и самите се верувате дека е така. Дека квалитетот на водата за пиење на високо ниво, не гледам, значи законска обврска еднаш или два пати неделно во зависност од водоводот да се вршат испитувања на квалитетот на водата. Како такви обвинувања за периодот кога вие сте биле студент или средношколец. Тоа е законска обврска за квалитетот на водата за пиење. А дека квалитетот е добар, кажува и тоа дека во Пирава, во резервоарот, наместо хлор ставивте бензин. И вашиот директор немаше доблест да си поднесе оставка. Мислам дека ова кажува се за тоа колку сте се грижеле за граѓаните и каков бил вашиот однос кон нив. Костадинов? Па што да кажам, навистина тажна приказна. За прв пат, кога се превземени ингеренциите по населените места за квалитетот на водата за пиење, релевантни институции можат да се грижат, да го проверуваат, но исто така и јавно предпријатие да хлорира, да обезбедува квалитет на водата за пиење или слично. Претходно тоа беше оставено од страна на местните заедници или одредени граѓани, а сега во моментот, пак ќе кажам, сме единствена, мислам, во моментот општина која што тоа беа тешки, макотрпни процеси да се превземат ингеренциите, но прво и основно е граѓаните да имаат здрава и чиста и квалитетна и навремена вода за пиење. Се направени ископи на нови бунери, како што реков, градиме нови водоводи, ама абсурд, знаете што е во ситуацијата? Ние дискутиравме претходно за рудници, каде што по целосна опасност од цијанидот беше здравата и квалитетна вода за пиење во Валандово. И сега ние покажуваме сосема други заложби, а претходно сме сосема други работи правеле на дело. Затоа ве молам, немојте така да бидеме доследни пред се на нашите политики. Една минута за вас. Добро, може би вешто за овде за дебатата, но за валандовската јавност не верувам дека ова што вие го кажувате овде е близко до вистината. Пак ќе повторам, кога ќе ви загори под нозете, веднаш нешто измислувате, казандол така, казандол вака, дека многу сте направиле на полето на квалитетното... Но казандол беше реалност, беше реална закана. И позициите на сите се знаат.
Пред 10 години. Таа приказна е пред 10 години. И сега на тоа нешто сакате да се шлепувате и да прикажете на јавноста дека двата неуспешни мандати кои што ги имавте, причината е таа дека например, вие ќе сте направиле многу повеќе, дека сте свртеле приказната во позитивна насока. Сметам дека овде повеќе треба да зборуваме за идните проекти, за она што планираме, што сме направиле, но пак ќе кажам, вие само набројувате, не кажувате конкретно, тоа го направивме, си припишувате проекти кои што претходната локална власт пред вас ги има завршено. Ако може. Значи, тоа е тоа. Минута за Костадинов и тука го завршуваме овој круг. Немате аргументи и го зафаќате просторот кај што реално немате ништо. Повелете Костадинов, минута и ќе го завршиме. Во моментот следат и гледаат дека и за тоа што сум направил и за тоа што планирам да направам, се трудам да бидам колку што е можно по конкретен. Инаку мене господине Камчев не ми гори низ, не ми гори под нозете, така се изразивте и не се шлепувам на одредени приказни. Значи јас свесно сум се нафатил првиот пат кога настапив пред граѓаните на Валандово 2017 година да им служам на граѓаните на Валандово. Они се имаат можноста и изборот ќе биде на сите граѓани на Валандово во кој правец ќе се движи Валандово и понатаму. Јас додека сум на оваа функција ве повикувам и вас и сите други без никакви поделби да се обидеме да создаваме нешто за нашите локални средини во кои што многу се колнеме, а навистина сме на тие функции за да придонесеме да има подобар живот во Валандово. Јас ќе го правам тоа нон-стоп. Јас сакам вие да бидете партнер, а не ние да бидеме противници во развојот на Валандово и тоа да го покажеме со дела. И повеќе пати јас лично ве прашав да ги набројувате што сте направиле или што ќе направите, но кога ќе ви кажам дека сега кога ветувате одредени работи не ви личи едноставно да ги ветувате поради тоа што сте можеле сите тие работи да ги направите или сте се застапувале сосема други вредности во еден период не така далечен. Пресудата за казан дел е пред 3 месеци. Ви благодарам. Ќе имате можност во последното прашање да наброите и двајцата по неколку клучни проекти за модерна, здрава, чиста, зелен европски Валандово, но претходно уште една пауза за реклама. Продолжуваме понатаму, некако и двајцата сте си со своја специфична стратегија на напад и контранапад, одбрана и така натаму. Да се обидеме уште еднаш. Набројте 3 конкретни, инфраструктурни, еколошки или, ако сакате, економски проекти со кои што после 4 години би можеле да кажете. Јас ги направив овие дела за младата генерација да има причина да каже заради ова вреди да размислам да не се иселам. Овој круг го почнуваме од вас, господин Камчев. Прво минута и пол за проектите, а потоа ќе имате исто така можност за дебата, како и цело време. Значи, како што и претходно спомнав, еве, настапувам со програма, која што граѓаните можат да ја видат и во електронска форма. Има пристап и во електронска форма до програмата. Точно се наведени сите проекти со кои што јас настапувам пред нив за секое населено место во општината и за градот Валандово. Значи, тргнав од тоа кај што нашата општина има најголеми проблеми. И каде што може да има најголеми проблеми. Бидејќи најголем дел, односно над 95% од постоечката водоводна мрежа во скоро сите населени места е стара над 50, 60, а некаде дури и 90 години. Тука, веројатно, почитуваниот Костадинов ги има тие информации дека загубите во системите за вода за пиење некаде достигнуваат и до 80%. Како поранешен директор на јавното комунално предпријатие, добро знам што значи тоа за едно јавно предпријатие. Да пумпа одредена количина на вода, а да може да наплати само 30% максимално од неа. Какви загуби се создаваат во потрошувачката на електрична енергија, ако земе во предвид дека во најголем дел водоводните мрежи во општината, водата во нив ја добиваат со помош на електрична енергија, односно со пумпи. Исто така, во однос на еколошкиот аспект, секаде онаму каде што можеме
во сите општински институции ќе направиме термофасади, односно ќе се обидеме сите институции да имаат едни добри објекти, квалитетно изведени, макар во изминатиот период поголем дел во претходното владење на ВМРО ДПМН не успеавме во тој дел. Нормално тоа си е тековна работа, секој училиште, секоја институција во своите блок дотации има предвидено и средства за одржување на тие нивни јавни објекти. Предвидени се нови паркови на секаде, посебно она што е значајно и најбитно, низ годините наназад, помалите населени места во општината, а ги имаме повеќе, како Собри, како Грчиште, како Чалакли, Дедели, Раброво, Башивос, ќе добијат содржини за децата, кои што се во тие населени места, забавни паркови во секое населено место. Тоа е дел од мојата програма, забавни паркови во секоја населба од поголемите населени места во општината. Надвор се од минута и пол, многу ред. Костад, истото прашање и за вас, ке имате и вие исто време, да? Истото време што го имаш. По плюс околу 30 на секунди. Малку зборував јас за нашата програма, со која се представуваме пред граѓаните на Валандово во овој момент. Има 5 столба, од кои што првиот столб е Валандово на сите, значи ги враќаме парите кон граѓаните, и затоа малку зборував и претходно на кој начин и како, значи 10 милиони денари за мали и семејни бизнеси, 5 милиони за денари на годишно ниво за невладините организации и нашите граѓански здруженија, 2 милиони за пензионерите. Вториот столб ние е сигурно и безбедно Валандово, столб кој што е произлезен заеднички со граѓаните, со многу консултации. Благодарам на секој еден граѓанин кој што ни даваше сугестија, некогаш и критика, но од критиките ние секогаш стануваме се подобри и обезбедуваме во Валандово отварање на нови паркинг места, 150 минимум во градот Валандово, воведување на еднонасочен сообраќај во делови од градот, реконструкција на тротоарите во градот и во поголемите населени места и сообраќајно решение со кружен тек, еден поголем на булеварот Првомајска и 2 помали кружни текови за зголемување на безбедноста и сигурноста на нашето Валандово. Третиот столб ни е Еко Валандово, тоа е начинот на кој што ќе управуваме со отпадот и навистина тука имаме партнери од наши збратимени општини кои што се лидери на европско ниво, како Крк и Црес од Хрватска, кои што ни помагаат многу и секој домаќинство ќе добие канти за селекција на отпадот. Ќе се обидам побрзо да стигнам до делот за 20 на секунди. За културно и урбано Валандово, каде што имаме реконструкција. Ние го вративме градското кино во Валандово, сега имаме и реконструкција на градската библиотека и неколку помошни реконструкции кои што ги направиме во Домот на културата, мултифункционални простори, салата за каде што се одржува седниците на Советот ќе биде преселена таму и навистина реконструкција на спортските терени. Тоа не е посебен столб, ама ајде ќе го кажам малку подоцна. Благодарам. 4 минути пред завршните по минута обраќање до Валандовчани, 4 минути за дебата на оваа тема. Значи, прашањето беше клучни проекти со кои еве пред младите ќе можете да кажете јас го направив ова за вие да размислите дали ќе се селите. Време за дебата, прва реплика господин Камчев, повелете. Ако имате прашање, ако не одиме на во ред. Во однос на тоа, околу заложбите, моите заложби низ моето функционирање во последните 20 на години се многу јасни. Секогаш сум се залагал за спортот да биде на прво место, младите да имаат добри услови за живот во Валандово. Сум ги поддржувал и лично поголем дел од спортските клубови, затоа моја цел во наредниот период ќе има, бидејќи интересот кај нашите сограѓани е голем, ќе вложиме, односно ќе им помогнеме
согласно правилник кој што заедно со спортските работници во општината ќе седнеме, ќе го направиме и врз основа на тој правилник ќе бидат финансирани сите спортски друженија во општина Валандово. Исто така, во наредниот период кој што следува, ќе извршиме реконструкција на градскиот стадион во Валандово, ќе довршиме реконструкцијата на стадионот, односно игралиштето во Пирава, и ќе овозможиме едни квалитетни услови на овие генерации. Како информација за целата јавност, во општина Валандово има најголем број на регистрирани фудбалери од најмладите категории до највозрастните по глава на жител во Македонија. Убедливо. Благодарам. Стадино, вашата минута. На планот на петтиот столб, каде што застанав претходно, навистина продолжуваме, и тоа сме го докажали и претходниот период, со создавање на подобри услови за спорт и рекреација. Изградбата и реконструкцијата на игралиштето во Пирава е доказ за нашите такви заложби, отварањето на одредени спортски сали по училиштата низ нашите населени места. Сега најавуваме комплетно нова спортско-рекреативна зона во Валандово со име Калинка, која што во себе ќе опфаќа градски парк, комплетно нов реконструкција на градскиот фудбалски стадион, помошно игралиште, нови елементи, балон сала за мал фудбал. Тоа се наоѓа во близина каде што сега ќе се гради и затворениот базен во Валандово во склоп на нашето средно училиште, така да ќе бидеме навистина инфраструктура на полето на спортот и најмладите, па и повозрастните целосно покриени, и многу ми е драго што и документацијски сме веќе покриени. Многу убаво замислена, така за да слушне јавноста, но ако земем во предвид дека во последните 8 години не смогнавте сили во еден поголем период дури и да го одржувате градскиот стадион во Валандово, на кој што имаше и по 1 метар трева, по него пасеше добиток. Имате такви фотографии објавени од многу луѓе. Сега да зборувате за дека нешто ќе направите, не знам што, имавте еден проект објавен на социјалните мрежи, ама веројатно не се држите до него. Оној стадион кој што не можевте да го одржувате низ годините, сега ни давате 3D анимација да ја видиме дека ќе направите градски стадион, веројатно кој што чини неколку милиони евра. Прво треба сите да имаме зад себе оставено резултати, за да им ветиме на граѓаните дека можеме нешто да направиме повеќе за нив. А вашите резултати во оваа област навистина не ни даваат нешто да очекуваат. Значи, нашите резултати ги гледаат сите граѓани. Ние продолжуваме на истиот начин како што работевме и досега. Сите овие проекти кои што сме ги реализирали изминатиот период и кои што допрва ќе ги реализираме, се заедно со граѓаните, лоцирани како приоритетни проекти. Продолжуваме на истиот начин како и досега да практикуваме радикална демократија и да го вклучуваме секој еден граѓанин во секој еден човек, не само од Валандово, туку и насекаде. Бараме партнер и затоа ве повикувам и вас заеднички да се обидуваме да го градиме Валандово. Дај Боже да успееме, кога сме на вакви јавни функции, и јас, и вие, да создаваме што повеќе добрини и капитални проекти за Валандово. Тогаш нашите функции би имале смисла и тогаш би имале право да ги погледнеме граѓаните повторно во очи. Ви благодарам, вашето време за дебата вечер ви истече, но имате уште по 1 минута за обраќање директно до Валандовчани, како што го одевме со кругот прашања. Вашата минута, господине Костадинов, ова е вашата камера. Јас би сакал да ги поканам граѓаните на општина Валандово да изберат проверено, да продолжиме на патот кон развојот, да го развиваме и градот Валандово и сите населени места, секое сокаче и секое мало.
навистина да обезбедиме обстој и иднина во Валандово дома, да се почитуваме едни со други, да бидеме пријатели, меѓусебно да си помагаме, да не направиме ниту една поделба по ниту еден основ кога можеме да помогнеме. Со чисто срце ја барам поддршката од граѓаните на општина Валандово за нов мандат. Господин Камчев, ваша една минута за директно обраќање до Валандовчан. Повелете. Почитувани граѓани на општина Валандово, еве ја користам можноста да ви се заблагодарам на поддршката од првиот изборен круг. Валандово вистински се движи во права насока и сметам дека на вториот изборен круг ќе ја добијам поддршката за да го остварам она што го имам ветено кон вас во мојата изборна програма. Ова е мојата изборна програма. Мислам дека најголем дел од вас ја имат прочитано. Исто така можете мојата изборна програма да електронски да ја прочитате и сметам дека заеднички во наредниот период ќе работиме заедно, ќе создаваме добри услови за сите граѓани на општина Валандово и ќе реализираме проекти со кои што ќе се гордееме во иднината. Ви благодарам. Ви благодарам што вечерва бевте гости во Топ тема. Вам почитувани ви благодарам за вниманието. Останете на програмите на Телма.